Социјалдемократскиот сојуз на Македонија претрпен е за измени. Кои се новите статутарни измени и што може да очекуваме од Социјалдемократскиот сојуз во иднина? Важеше за една како полузатворена партија според коментарите од низа аналитичари, што се добива сега со новиот статут? Социјалдемократскиот сојуз, како и досега, така и одсега ќе продолжи да биде државнотворна партија и да се грижи за заштита на државните интереси на Република Македонија, но и она што значи коригирање на сите актуелни политики кои што значат уназадување на демократските процеси во Македонија и влошување на состојбата, на благосостојбата на граѓаните, мислејќи на социјален и економски план. Што се однесува до статутарните промени и се она што значи до екипирање на Социјалдемократскиот сојуз како политичка партија, можам да кажам дека во многу нешто се авангардни, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз како и досега се јавува како предводник во одредени политики кои што се тренд во Европската унија, а тоа е, да кажеме, прашањето на еднаквиот пристап во одлучувањето на жените и на младите во органите на партијата. Со статутарните измени го зголемивме квотата на учество на жени во органите на одлучување во партијата од 30 на 40% и на младите до 32 години до 30%. Очекуваме поголемо активирање на женската популација, не само како гласачи и како симпатизери, туку и како директни учесници во креирањето на нашите политики, кои што ќе ги преточуваме и во законски решенија. Учеството на младите е од исклучителна важност за Социјалдемократскиот сојуз, затоа што реално младите се генератори и двигатели на развојот на едно општество и ние сакаме преку нивното учество во политиките да ги изградиме како капацитети што ќе ги има партијата понатаму во креирањето на државните политики и нивното остварување, да ги има како свој потенцијал и ресурс. Статутарните измени, како што знаете, го донесоа и го воведоа заменик председателот како нов орган во партијата и реално тоа е една од заложбите на партијата, надворешната политика, креирањето на надворешната политика и добивањето на меѓународната поддршка да биде реалност и она што значи можност да направиме разлика од пристапот во водењето на надворешната политика на владеачката ДПМН, која што реално се преточува и во државна надворешна политика. Сакаме да дадеме инпут во тој дел и реално да покажеме дека поддржувачите на Социјалдемократскиот сојуз од земјите од Европа и од светот може да бидат големи лобисти за остварување на државните интереси на Република Македонија. Она што сакаме исто така да го нагласиме е дека Социјалдемократскиот сојуз ја истакнува уставната обврска на Република Македонија за грижата за македонците во соседните земји и во странство, во диаспората, во иселеништвото, со тенденција за унапредување и одржување на искрена комуникација без злоупотреба на националните чувства во квази политики, реално за остварување на националните интереси и унапредување на културната, економската и социјалната комуникација. За таа цел, а во контекст и на изборниот законник и она што значи право на иселениците да избираат представници во собранието, Социјалдемократскиот сојуз веќе и во статутот ја внесе можноста за организација надвор од границите на Република Македонија, што значи можност сите наши симпатизери и активисти што ги имаме во светот да можат да добијат своја организација и да учествуваат во креирањето на политиките во Република Македонија, но и да се оттргне превезот на она што значеше предрасуда за Социјалдемократскиот сојуз дека се откажала од иселениците, од македонците во диаспората и во соседството. Ние тоа сме го покажале многу често со искрен пристап, а сега веќе и конкретно со политиките. Ме интересира, бидејќи ги спомнавте македонците во диаспората. Тие се некако најзасегнати и македонците во диаспората, но и македонците тука кај нас околу проблемот кој што не мачи 20 на години. Република Грција
има проблем со уставното име наше, Република Македонија. Ме интересира кој ќе биде ставот и кои ќе бидат политиките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија околу ова прашање. Ставот на Социјалдемократскиот сојуз по прашањето на спорот на Грција за уставното име на Република Македонија е дел од политичкиот консензус по прашањето за спорот, односно дека тоа е ирационален и тенденциозен спор, кој што го води Република Грција, што го наметна Република Грција и реално е спротивен на сите начела и одредби од меѓународното право, зашто потврда беше и пресудата во Меѓународниот суд за правдата во Хаг. Кога зборуваме за ставот на Социјалдемократскиот сојуз по прашањето за спорот со името, морам да истакнам дека сликата која што претходно ја представивте, дека во Македонија постои поделба во ставовите помеѓу политичките субјекти, е резултат на повторно необјективното и произволно новинарско толкување на ставовите на Социјалдемократскиот сојуз и на медиумскиот ексклузивитет што се придава и промовира на политиките на ВМРО-ДПМН, што реално не дозволува искажување на друг став по прашање за името. Кога зборуваме за ставот на Социјалдемократскиот сојуз за името, морам да кажам дека досегашниот тек на преговорите под покровителство на Метју Нимиц и се она што значи динамика на преговарање е монопол на владата, односно на премиерот Груевски и од него определените луѓе, што значи дека постои реална неможност за градење на и промовирање на политички диалог и остварување на реален политички консензус по ова исклучително и важно прашање за Република Македонија. Се додека текот на преговорите, ставовите кои што се разменуваат помеѓу преговарачите, предлозите кои што доаѓаат од медиаторот и чекорите што реално треба да ги направи Република Македонија по прашање на градење на заеднички став по однос на името, мора да бидат втемелени на една транспарентна и искрена, добронамерна политика помеѓу партиите кои што треба да го изградат својот став по ова прашање. Додека монополот лежи во рацете на ВМРО-ДПМН, ние како Социјалдемократски сојуз можеме да даваме оценки на хипотетички ставови кои што реално не ги знаеме, а знаете, хипотетичките ставови секогаш може да доведат до недоразбирање во јавноста или можност за произволно новинарско толкување на кој што со медиумски простор може да се претвори во јавно мислење. Конкретните политики и државотворниот капацитет на Социјалдемократскиот сојуз по ова прашање ќе го видите кога реално ќе станеме власт и кога ќе можеме да ги гледаме реално спроведувањето на нашите политики по тоа прашање. Дотогаш ќе чекаме понуда отворена, подадена рака од владата на Република Македонија, која што треба да ги сподели досегашниве текови исходи од разговорот и реално да побара од опозицијата да се изгради тој став во однос на спорот. Што се однесува до економската политика. Економската политика на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, минатите избори, неколку последователни циклуси, некако не можеше да се препознае. За прв пат граѓаните има перцепција дека во суштина економските политики после 2002 година, после фамозното ветување на веќе почесниот претседател Бранко Црвенковски, некако паѓаат во вода, немаат издржаност. Кои ќе бидат новите економски политики на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Кои се предвидувањата во иднина околу економската политика? Економските политики реално ние ќе ги темелиме врз основа на актуелните економски параметри на државата и се она што ќе дојде како реален ризик и закана по економската состојба за Република Македонија. Ако се прати трендот на растот на бруто домашниот производ, почнувајќи 5 години наназад, трендот на опаѓање, и ако се земе во предвид трендот на
енормно задолжување кон надвор и кон внатре, што реално во континуитет и стихино се прави, веќе отворено. Ако се земат во предвид сите други економски параметри кои што придонесуваат за реалност во предвидувањето и креирањето на економските политики, тогаш можеме да кажеме дека Социјалдемократскиот сојуз своите економски политики ќе ги темели токму врз основа на реалните показатели. Ние реално ќе се залагаме за промоција на економска демократија, унапредување на процесот на децентрализација, што ќе придонесе за економскиот развој. Ќе понудиме проекти или ќе нудиме проекти за зголемување на енергетската стабилност и безбедност на Македонија, што реално ќе го преточиме во мерки за либерализација на пазарот на електрична енергија. Ќе се обидуваме да најдеме и да понудиме алтернативни начини за енергетска стабилност, што е од исклучителна важност и за развој на економските капацитети, но и за инвестирањето во Република Македонија. Капиталните инвестиции реално ќе ги преточиме во капитални инвестиции. Се она што е културна архитектура која што се нарекува како капитална инвестиција, ќе ја замениме со реална капитална инвестиција, тоа ќе се ослика во вложување во инфраструктурните капацитети на државата, што значително ќе ги привлече и странските инвестиции. Кога зборуваме за странски инвестиции, мораме да кажеме дека ќе се бориме за враќање на принципите на владењето на правото и правната држава, обезбедување на правната сигурност, што е еден од клучните столбови на сигурноста на економските инвестиции на странците. Кога зборуваме за странските инвестиции и економската стабилност, мораме исто така да го нагласиме и моментот на националната безбедност, односно се она што значи добри меѓуетнички односи, намалена стапка на криминалитет, реализација од страна на полицијата на сите кривични дела кои што ќе се пријават и ќе се откријат, за да одадеме печаток и реално да можеме да зборуваме за една стабилна земја која што ќе може и на домашните компании, но и на странските да им овозможи рамноправна трка во борбата за освојување на просторот за инвестиции во Македонија. Ги спомнавте и домашните компании. Дали тоа ќе значи измена во законската регулатива за поволностите кои што би ги добиле домашните компании кога ќе помислат да инвестираат во Македонија и дали можеби размислувате за некои поволности кои што би им ги дале на македонците од диаспората кои што би сакале да вложат во Македонија? Стопанската комора на Република Македонија реално го истакнува проблемот на неравномерниот или неравноправниот пристап на странските и домашни компании во оваа конкурентска битка за инвестиции во Република Македонија. Прашање е колку тие инвестиции се реални. Во најголем број се најавени за некое идно неопределено време, а домашните инвеститори ги бараат истите услови што реално ги промовира владата и останува на Социјалдемократскиот сојуз да ја отстрани таа пречка помеѓу привилегиите, поволностите, правата и обврските на странските и на домашните инвеститори во Македонија. Кога станува збор за поволности, се разбира дека Социјалдемократскиот сојуз во креирањето на моменталното креирање на економската стратегија, што ќе биде понудена и промовирана со програмските определби на Социјалдемократскиот сојуз, ќе понуди многу мерки кои што значително ќе се разликуваат од мерките кои што ги промовира владата и тие ќе бидат реални и остварливи. Македонците од диаспората неколку пати веќе зборувавме, разговаравме со дел од нив, имаат можеби желба да инвестираат. Дали Македонија може да го следи примерот на Албанија, дали Социјалдемократскиот сојуз на Македонија би го следел тој пример кога диаспората од Албанија би вложува во Албанија, тоа добива низа поволности. Дали можеби Социјалдемократскиот сојуз на Македонија размислува на оваа тема? Социјалдемократскиот сојуз во креирањето на економската стратегија што ќе понуди на граѓаните ги зема во предвид сите позитивни пракси. Плюс
во економскиот и социјалниот развој на Република Македонија, ние ќе го имаме во предвид и ќе го земеме како добра пракса која што ќе адаптираме на условите на Република Македонија и нашата законска регулатива и за да можеме да им понудиме рамноправен пристап. Македонија никако да го добие тој фамозен датум за почеток на преговорите. Основниот проблем кој што ни за години наназад се провлекува е проблемот кој што Грција го поставува или блокирањето на Македонија од нивна страна. Ме интересира околу надворешната политика. Која ќе биде стратегијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Дали останува евроатлантскиот пат или пак ќе се гледаат и други излезни решенија кога станува збор за меѓународното етаблирање на Република Македонија, се со цел да не се загуби идентитетот на македонскиот народ и името на државата? Социјалдемократскиот сојуз, како и сите политички партии во Република Македонија, неколку пати и официјално со декларација во собранието, но и програмските определби на сите политички партии ја истакнуваат стратешката определба на Република Македонија за членство во Европската унија и НАТО. Стратешката определба за членството на Македонија во Европската унија и НАТО алијансата се дел од начелата и целите што се во врвните приоритети со статутарните измени на Социјалдемократскиот сојуз од 30 јуни. И реално ние ќе се бориме за унапредување токму на таа стратешка придобивка, не исклучувајќи ја нормално можноста да ја промовираме Република Македонија во сите организации кои што можат да придонесат за подобрување на економските параметри на Република Македонија. Меѓутоа, кога зборуваме за евроатлантските интеграции, особено за последните настани со недобивање на датум за отпочнување на преговори и со невлегување на Република Македонија во дневниот ред и во заклучоците на Советот на Европа што се одржа минатата недела, реално мораме да позборуваме дали единствено спорот со името со Грција е пречката за нашата стагнација или би рекла регресија во овие процеси. Јас би рекла не. Затоа што ако ги следите извештаите на Европската комисија неколку години наназад, тие ја акцентираат во значителна мерка регресијата по многу параметри кои што влегуваат во корпусот на политички критериуми, копенхагенски критериуми, кои што ние ги исполнивме кога пред да го добиеме статусот на земја кандидат во 2005 година. Тоа се прашањата на човековите слободи и права, владењето на правото, стапката на корупција, слободата на медиумите и на изразувањето генерално, сите тие прашања, независноста на судството, ефикасноста на правосудниот систем генерално и се она што значи институционални капацитети, сето тоа влегува во корпусот на прашања кои што беа затворени 2005 година и врз основа на тоа ние го добивме кандидатскиот статус. Ако гледате 7 години, веќе повеќе од 7 години во континуитет, сите тие параметри политички градираат во надолна линија. Знаете, ние многу често зборуваме за последиците. Помина Брисел, ние го дискутираме неуспехот на Македонија, меѓутоа ајде да се запрашаме што правевме до самитот во Брисел. Ние воопшто не покажавме ниту политичка волја, ниту политичка зрелост, зборувам како политички естаблишмент генерално, но најголема е одговорноста на владата, да се разбереме, во она што значи трасирање на патот до самитот во Брисел. Нас се ни беше поважно. Ни беше поважна лустрацијата, ни беше поважна хајката против новинарите, ни беше поважна екскурзијата во светот за барање наводно на странски инвестиции, но сето тоа резултираше со неконцентрирање на клучните точки на кои што требаше владата да се концентрира. А тоа е релаксирање на политичката состојба во Република Македонија, почнувајќи со интензивирање на политичкиот диалог со политичките партии, во барање на начин за динамизирање и решавање на пречките за евроатлантските интеграции на Македонија и она што значеше офанзивна дипломатска активност, што требаше да резултира со поддршка на повеќе земји членки на Европската Унија
кога се расправаше во Советот на Европа за Македонија. Ние ја добивме декларативната поддршка и заложба да не се заборави Република Македонија од ФУЛЕ и ја добивме декларативната устна заложба од Министерот за надворешни работи на Република Бугарија Винагин, но тоа остана само со тие две земји. Ако гледаме каде се нашите поддржувачи и колку сега тие веруваат во нашите напори да направиме подобар статус и исчекор за Македонија, тогаш одговорот на прашањето треба да го бараме внатре и во креирањето на нашата надворешна политика.